Како можем да станам вистински христијанин? Се зборува за еден човек во градот Филипи. Тој им постави прашање на Павле и на Сила, што можеби е најважното прашање и е најважно за секој од нас. За тој човек знаеме само 3 нешта. Беше чувар во затворот, многубожец или паганец, кој не го познаваше Бог и беше во очајна ситуација, кој што сакаше да си го одземе и животот. Но Павле го запре во намерата. Прашањето на тој човек гласеше: што треба да направам за да се спасам? Самиот факт што човекот го поставува прашањето укажува дека ја препознава потребата за спасение. Ја виде смртта во себе и знаеше дека му е потребна помош. Кога тој ги слушаше Павле и Сила во затворот, како го слават Бог и му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на неговото суштинско прашање како да се спаси од смртта. Одговорот беше многу едноставен. Павле вели: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа што му го рече Павле, поверува во Исус. Од тој миг неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера, зашто е запишано праведникот ќе живее преку вера. Верата бара или захтева да се поверува дека Исус е Божи син, Господ и Месија. Тоа вклучува да се верува дека тој како Господ и Божи син умре на крстот за човечкиот грев и според писмото воскресна на третиот ден. Пораката на Павле се состоеше од овие зборови: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели: секој кој верува во него нема да се засрами. Да се биде христијанин значи да се промени животот преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правил додека не го познавал Бог. Тоа е одвраќање од стариот начин на живење и од човечката религија свртување кон живиот Бог, како што е напишано во Прво Солуњаните 1 глава 9 стих. И како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Кога човекот ќе го прифати Христос за Спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание, со нов поглед кон животот и со нова надеж кон иднината. Да се биде христијанин значи прво да поставиш прашање: што треба да направам за да се спасам? Одговорот го имаш: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш.